суден ден ке воскресне, кој верува во Исус, ја победи смртта. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Јас сум хлебот жив, што слезе по небото. Ново небо, нова земја, поранешното помина. Ете како се излижала Библијата, оваа жива книга, оваа поука од нашиот Татко Небесен, ова живо слово натопено со крвта Исусова, како што вели во Откровение, ова животодавно слово, оваа блага вест, оваа вест за победа на Исус над смртта, добрата вест, благата вест, оваа вест која те повикува: дојдете при мене сите, изморени и обременети, додека имате време на милост. И јас ќе ве успокојам, вели Исус, за да те успокои, за да те исцели, за да те облече во нова облека, во свадбена облека, за да те облече во љубовта, за да се разбудиш во духовниот човек, за да се разбудиш во Син Божји, кому му е даден Духот Божји да го води, учи, обликува. Татко, зборува и денеска низ мене, нека е секо слово, секое Твое слово изговорено е во Твојата сила, двоостар меч кој го разделува стариот паднат грешен човек од духовниот новиот. Ете затоа ова слово е блага вест, но кога ќе го изведеш горчливо, мораш да промениш нешто, да разбереш дека проблемот си ти. Ако не ти се менува ситуацијата, некоја состојба на болест, на проклетство, на магија, на нешто сторено, не ти се менува. Остануваш во истата позиција, само знаеш за Исус, репетираш стихови, блаботиш, брбориш стихови на памет, а ништо не се менува, немаш сила, се плашиш да зборуваш јавно за Исус, не си му предал се. Ете, тука е проблемот, како да му предадеш се, бидејќи ти ништо немаш, Он ти дава живот, Он ти дава здив, вдахнат дух и се. Второто име на зборот на царскиот македонски јазик коине, што денеска го лажно го именуваат како старогрчки, е дај духос. Се разбира со современиот македонски јазик. Даден дух. Те сакам, Господе Исусе Христе. И денеска нека ова слово ги допре сите. Ние зборуваме за дух даден. Пред да се измешаат јазиците, да станат вавилонски, да сакаат да се искачат највисоко народите, денеска не се разбираат. Денеска сатаната ви продава лажна историја, лажни приказни, намразува едни народи против други, само за да не можете да се отворите во љубовта Исусова, да се вратите во Царството Божјо, да му го предадеш срцето на Таткото Небесен. Ете, тоа е целата суштина, како да му го предадеш срцето. Ова сме го читале, зашто Б не се оправа, зашто Т и Д не сведочат, тоа сме го читале. Се можам. Зошто не можам да се исцелам? Па можам се можам. Можеш. Потребно е само да исчекориш од пустината во ветената земја, а ти седиш во пустината, брмориш, мрмориш, се само проколнуваш и така натаму. Тоа што го зборуваш се материализира, се остварува. Словото е живо. По зборовите има живот и смрт. Нема средина. Размисли што излегува од твојата уста. Човеку, сотруднику, се можам со Исуса Христа кој ме крепи, го зборуваш тоа, а практично не го можеш тоа, се не ти се менува состојбата.
стоиш на исто место, истите проблеми, например, ако имаш физичка немок и слабост, не се менува. Зарем Исус не може да те исцели? Не, проблемот си ти, не си направил нешто. Не си преминал, например, од Египет во Израел, како евнухот. Не си дошол со Мојсе во пустината, мрмориш во пустината. Не си дошол како блудниот син пред таткото, да ги изгладиш тие 3 односи, 3 точки. Татко, Исус ми дава сила, погрешив пред тебе и пред небото. Дали си ти дете на небесен татко или зборуваш за далечен Бог, како што се моли една деноминација Господи, 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 Господи. Зборуваме за татко. Дали го можам тоа се? Тоа се. Што е тоа се? Па се. Дали го можам тоа се или не го можам? Да бидеш или не? Прашање е сега. 7-кратниот Божји дух на земјата, пазете, 7-кратен, 7 краци, испратен под целата земја, Откровение 5:6. И ние имаме 3 категории патеки што се покажани. Првата е Мојсе со црвеното море се откоја, одат во пустината, мрморат и гинат во пустината. Втората е евнухот раскажано, значи сам дошол човекот, се поклонил, направил неколку работи од Египет во Израел, јавно зборувал, го читал словото, признава дека не знае, му испраќа Филип, прашува што ме спречува да се крстам, му го предава срцето на Исус. И така натаму, третата патека е раскажана, доаѓа блудниот син, си го потрошил својот живот, сваќаш по извесен период дека немаш сила ти да му кажеш на срцето да чука, на телото да биде здраво, се враќаш и паѓаш на колена и велиш, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Значи, 7-кратниот Божји дух, и потоа вика 7 очи на Духот Свети, низ кои сме гледани, водени, ќе дојдем и до тоа, низ кои треба да прогледаме. 7-кратен Божји дух, го имаме тоа овде, во Откровение, кај беше 6. Погледав и ете сред престолот, Откровение 5:6, и 4 животни, сред старешините стоеше јагнето, тоа е Исус како заклано, нели, со 7 рога на изобилие и 7 очи, кои се 7 духови Божји пратени по целиот свет, значи 7 духови Божји, 7 очи на Духот Свети, низ кои ние сме гледани, ќе бидеме видени, низ кои треба да прогледаме, и доаѓаме сега до евнухот. Евнухот премина од Израел, односно од Египет кон Израел, материјален свет, владен од идолопоклонство, движење, значи придвижување, премина. Тоа е желба, тоа сакаш да го направиш и го правиш. И си седиш, например, те звеам да дојдеш на службата и ми велиш нема кој да ја донесе. Пазете, ние зборуваме сега, тоа е она во бањата Силоа, нема кој да ме стави во бањата. Па ти ако сакаш ќе ти испрати некој. Ќе ти испрати некој ангел. Пазете сега. Првиот увид, ако не сведочиш за Исус, ако не сведочиш јавно, е предавство, прелюбодејство. Имаш дух на овој свет. Имаш нем и слеп дух имаш нем и слеп дух. Значи не гледаш и не слушаш. Не си тргнал од Египет кон Израел и затоа немаш сила. Немаш сила. Пазете, и тој вика, овој дух се истерува со пост и молитва, пост од стариот човек. Молитва со исправено срце. Египет е воден од фараон, од демони. Израел е тогаш воден, ајде да речеме, од Мојсей, да речем, од човек поставен, воден од дух. Друг препев вели, значи, дали ќе одиш под човек кој е воден од дух или во црква која е водена од телесен човек, од демонско телесно учење, како ќе го разликуваш? Телесниот свет е еден и духовниот, две се, синови човечки и синови Божји, две суштествувања се. Во зборовите има живот и смрт, нема средина. Друг препев вели, пред престолот и 4 животни, доаѓаме сега тука, и пред старешините стоеше јагнето како заклано. Значи, Откровение е пишувано во духовно време, нема минатно сега што се идни, но го повторувам за да го разберат луѓето, се мешаат состојбите. За нас е тоа тешко сватливо. Јагнето со 7 рога и 7 очи, кои се 7 духови Божји пратени по целиот свет. Откровение 5:6. Видете сега. Тоа се 7 благослови, рог на изобилие на Исус и сотрудниците.
Ги имаме, понатамо ќе ги отвориме и ќе ги видиме кои се тие 7 очи низ кои треба да бидеш виден. Значи, еве ги имаме понатаму, значи во другиот стих подолу, вика Египет, сила, 7-те рогови на изобилие, сила, богатство, мудрост, мок, чест, слава и благослов. Значи, сила со Исус да направиш се. Богатство во се што работиш. Пазете, мудрост негова, мок да се справиш со секоја ситуација, чест во него, тој да се прослави во тебе, слава во него да те прослави, да ја живееш неговата слава и благослов за се што работиш. Во другиот препев наместо сила се вели власт. И тој на сите што го примија, го има и тоа во Јован, им даде власт, им даде мок, им даде сила. Значи, првиот увид, око, од 7-те очи е придвижување во духот од стариот телесен Египет човек, од Египет во Израел. Ти сега живееш во Египет, овој свет е ваден од фараон. Видите во Македонија што се случува. Сега падна една влада, се смени, која украде многу пари. И тие не сакаат да одговараат. Видите, тука имаш и христијани, православни, имаш и муслимани. Видите, која е разликата кога ти крадеш? Тоа е сатански свет, пазете. Од свет воден од паднати, поклонети на сатаната, ако ми се поклониш, ќе ти ги дадам сите богатства, до свет воден од духот од Исус и од Отецот Небесен. Затоа внимавајте кому си му се поклонил. Кому му се поклонуваш е важен, но оние што не му се поклонија на ликот на зверот, го има тоа добро. Ликот на зверот, кој е? Ќе дојдеме сега до тоа. Ликот на зверот се роднини, предпоставени, телесни, слепи водачи и додајте било што стои меѓу тебе и Исус. И сега видите, не имаме една ситуација. Ќе ви дадам кога би било. Пазете сега. Ти стоиш во едно семејство, Исус направил чудо. Вие сега имате нешто што сте го немале, а велеле телесниот свет ви велел не може да имате. И сега еден дел, некој твој роднина, било кој, тој станува ликот на зверот. Ти не сведочиш заради тоа да го прославиш Исус, за да се прослави Исус треба да дојде Духот. Духот не беше слезен, Исус не беше прославен. Мора во секого од вас да се прослави Исус. Ти сакаш да ти дојде Духот така. Па ти не си спремен да го издржиш тоа. Ќе се распаднеш. Пазете, внатре си полн со Духот на овој свет. И сега, ако ти не сведочиш, значи ти, твојот партнер и вашите деца остануваат во грев. Гревот е кај тебе. И твојот роднина исто ќе биде во грев и вие одите надолу. Не можеш да дојдеш во духовниот свет на љубовта на Исус. Ќе пропаднете сите во наводници. Значи, духот и душата се враќа во духовниот свет, но не одиш голе, одиш како гола душа да плуташ некаде. Се додека не се добие ново небо и нова земја и добиеш време на милост. Со свој ум, со свој желба, со срцето да разбереш, да се покаеш. Значи, ако не сведочиш, и роднината твој пропаѓа, и твоето семејство, и им го пренесуваш гревот на твоите деца, и тие ќе пропадат, можат да бидат земени, без разлика сатаната ќе ги напаѓа. Ти си отворен. Но ако ти сведочиш, а роднината се наути, пазете, овој им го кажав прошлиот пат на средбата. Постојано доаѓаме до таа точка. Роднината ќе ти се налути, но ти примаш сила, гревот е кај него и ти ќе примиш сила и имаш можност да го извлечеш еден ден кога ќе победи. Значи, роднини, предпоставени, телесни, слепи водачи, ликот над зверот. И ние зборуваме за придвижување. Мораш да се придвижиш од стариот паднат телесен кон духовниот свет. И таа е таа прва стапка, првото око, првото гледање е евнухот, спазите, евнух си се откажал од нешто, од телесни страсти, например. Мораш да се откажеш, да оставиш нешто. Евнухот се поклони, пазете, кој се поклони? Подарок му се давам, евнухот се поклони подарок на ковчегот на заветот. Кому се даруваш да те води? Светот и страстите? Тоа беше тогаш најсветото нешто. Се чуваше таму во храмот. Соломоновиот храм. Тоа беше најсветото нешто тогаш, а денес ти кому ќе му се поклониш? Ти одиш во некој телесен храм се поклонуваш. Таму бил духот. Тука пишува не живее во ракотворни храмови, ако сакаш да разбереш со срцето.
На Господ Исус Христос ќе му се поклониш. Каде е Исус? Каде да го најдам? Каде живее? Па адресата е Божиот царство небесно без број. Каде е царството Божие? Па внатре во тебе. Како да се поклониш? Каде да се поклониш? Па во духот, во срцето. Дали јавно кажуваш за Исус е показател, мерка, дали вистински си му се поклонил? Дали си му се подарил дека ти не си веќе твоја собственост, се враќаш во негова собственост? Тоа е тоа. Дали вистински си му се поклонил? Значи, поминуваш од Египет во Израел, првото око, второто око, од Божите очите гледате, дали си му се поклонил нему, вистински, не физички. И третото око чекор е јавно да го читаш Словото, јавно да зборуваш, без разлика дали некој таму, некому, или нешто, или било што, ни за ошчо ти прави нешто. Да редиш, да зборуваш, да сведочиш, да исповедаш за Исус. Тоа е мерката. Видете, како ќе знаеш дека има дух? Па тој кога ќе те удри духот, ти не можеш да сопреш. Ние имавме повторно ќе дојдеме во Прилепската тајфа пелагонска. Слегува неколку пати сила. Тие зборуваат. Јас не ги ни прашувам, ги снимам и ги пуштам. Може да се лутат тие. Тие сте светло на свекник, не е тоа за да се чува дома во фрижидерот, во некој орман. Библијата ставена таму горе полна со прашина. Третиот чекор на духовно движење од себе кон Исус, од Египет кон Царството Божјо е јавно да го читаш, Израел. Да читаш на глас, светло на свекник. Свекникот е уште во тебе внатре, ти го чуваш негде. Ти мораш да го извадиш свекникот. Да бидеш светлина на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина. Кој е тој град? Па ти си тој град. Новиот Ерусалим, Царството Божјо. Ти си храмот. И Отецот и Агнето живеат во твоето срце. Четвртата стапка. Признаваш дека не разбираш. Ја прочитал он Библијата, ја знае, ги завршил сите работи. Крстен како бебе, крстен на стари, јадел лепи вино, се покајал, примил дух, крстен, положиле раце, не знам што. Овој ги врши сите обреди, други. Пазете, завршил се. Не е четвртата стапка да признаеш дека не разбираш и ти праќа старешина сотрудник како Филип на евнухот. Го праќа Филип да ти објасни, да ти сведочи за Исус, да разбереш со срцето, не со умот, да бидеш покајан, со срцето да разберат, да се покајат, да се покаеш, ете тука е целиот момент. Тоа значи да не зборуваш, да не ги правиш истите грешки. Сатаната ќе те искушува. Ти можеш да кажеш: бегај од мене, Сатано, во името на Господ Исус Христос, и не враќај се повеќе. Тоа е заповед на молитвен војник на Господ Исус Христос. Видете, мора некој да ти прати, да признаеш дека не знаеш. Ако мислиш дека знаеш, ти си горд и не можеш да дојдеш. И тука е целиот проблем. Тие само со умот се со Исус, срцето им е далеку, со устата зборуваат стихо: јас сум крстен, јас сум спасен, Исус е мојот Бог, не знам што, а живееш во пораз, немаш сила, немаш љубов, ги немаш 7 рога на изобилие. Ќе ги прочитаме понатаму. Ти не можеш да го видиш Исус на почетокот, треба некој Филип да те донесе до него и пред него, некој Мојсей, некој Аврам, некој Илија, некој Јона, некој апостол Павле, или некој. Но треба да има дух. Ако нема дух, ако има крив дух, ти ќе влезеш во тие други деноминации, телесни земни цркви. И само ќе зборуваш за Исус, нема да можеш да љубиш во Исус, да љубиш и да победуваш со љубовта. Ете, тука е целиот проблем. Како да победуваш со љубовта, да издржиш се до крај на стариот тихо, да почнеш нов тихо, ново движење. Ма го знаеме ние тоа. Видете, вие ако ме видите порано кој бил тихо, агресивен, кавга, осветољубив, имав дарби, да, ме учеше полека, пишував книги, пиеше алкохол, блудство разно, пробував дрога во Лондон, незадоволство, гнев. Не можам да ја поднесам неправдата и лагата. Тоа ме мачеше во овој свет. Сега имам еден друг тихо кој му припаѓа. Мојот татко е семокниот Бог. Јас сум во собственост на Господ Исус Христос. Значи, потоа во срцето да разбереш
да се покаеш, да решиш, да го возлюбиш, да му се подариш и поклониш, да му се вратиш во дух и вистина во Исус и прашуваш. Потоа е другиот чекор, кој беше кај дојдовме, четвртиот ли беше? Значи, првиот е премин од Египет, во Израел, вториот е се поклонуваш, третиот е го читаш јавно, четвртиот е признаваш дека не знаеш, петиот е Филип ти зборува за Исус и ти го отвараш срцето и прашуваш петиот, што ме спречува да се крстам, четврта, пета стапка. И Филип, што те спречува? Сакаш да се крстиш, да се прекрстиш, да се оставиш стариот, да се прекршиш. И старешината ти покажува со збори постапка, ако срцето ти е право. Ете, тука е целото. Таткото и Исус не гледаат на лице, на срце, што ти лежи на срцето. Дали ти лежи на срцето некој друг, па не смееш да зборуваш за Исус, или Исус ти се лежи и ништо нема, ќе оставиш се. Ќе оставиш се, можете. Движењето на духот, мојата сопруга додека тргна оваа работа, значи јас влечев напред, таа се уште бевме ние во една заедница која помина од вавилонство во христијанство, па се врати таму во некоја друга. И видите пак таму некои вртлози, Дионисови слави, друг дух, духот на овој свет. Додека јас влечев напред, таа ме гледаше. Ќе ме праша што правиш, ќе речам, ако ме следиш, следи ме, ако не, јас одам по Исус. Ме разбираш или не ме разбираш? Јас морам да одам таму. Ќе можеби за некое време треба да ја оставиш, да размисли, да донесе решение, оти така те носи тебе во греф, ако јас престанам да зборувам за Исус. Например, за кого ги снимаш овие завети? Па тоа беше благослов, духот стана и рече, благословете го овој човек на еден собир, 400 луѓе рекоа амин, и јас по 3 дена почнав да ги снимам заветите. Јас го извршив тоа, не размислувајќи, немав ни Библија, тука 3 завети сними, првите 3 се снимени во Маврово, другите до 10 се снимени во Перт, Австралија, во црквата на Вестли. Видете Исус како се движи. Ако срцето ти е право пред Исус, можеш да се крстиш. Ако си му дозволил, ако си го исчистил срцето, дали му ги даде клучевите на Исус од твоето срце? Марко 7:18-23. Ова се што имаш ти во срцето, ова не е пишано туку така. Пазете. Ништо што влегува во човекот однадвор што јадете, не може да го оскверни она што излегува од човекот. Тоа го осквернува човекот. Доброто дрво дава добри плодови. Дрво што не дава плод се сечи и се фрла во оган, зашто одвнатре од срцето човечко излегуваат. И само седнете и прашај се. Лоши помисли. Катастрофа. Прелюбодејство од секаков вид, едно збориш, друго правиш, ова, вака, ова, така. Блудство од секаков вид, похоти, блудство да јадеш, да пиеш, да грабаш, да водиш љубов со секого, да осквернуваш. Убиства, кој не го љуби братот својот човекоубиец, кражби, крадеш знаење и го представуваш како свое. И други кражби. Лакомства, се да земеш да пробаш, злоба, лукавство, вака правиш, така правиш, двојазичници, тројазичници, сме го обработувале тоа, првиот јазик, вториот јазик е твојот, третиот јазик е на сатаната, тројазичници. Првиот е на Исус, он треба да зборува, затоа овие завети се вртат, доаѓаме скоро до 6-тиот завет, те сакам, Господе Исусе Христе, не за сатаната и смртта, да за Исус во секое срце, бегај бре од Македонија, сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе, Македонија му припаѓа на Исус Христос, не отстапувам, татко, испрати ангелска војска, пламенен оган, изгори ги овие лопови, бандити, блудства, дрога, криминал, срам да ви е бедници, марш од Македонија. Друг препев, значи, сето тоа зло одвнатре излегува од човекот. Одвнатре, внатре во срцето имаш тоа. Друг препев, зашто одвнатре од човечкото срце излегуваат грешните мисли кои водат кон неморал, кражби, убиства, брачни неверства, алчност, лошотија, измами, завист, навреди, горделивост и безумија.
Марко 7:21. Татко, твојата љубов да не преплави сите. Одиме понатаму, Марко 7:27-23. Лошите зборови и постапки ве опогануваат. 7:15 и 16. Значи, зборови, мисли, постапки, седиш во пустината и мрмориш, правиш и гревот понатаму преминува 40 години на твоите деца. Крвта ваша на главите ваши и на децата ваши. Што ме спречува за да отплаќаш на рати? Што ме спречува да се крстам? Тоа те спречува, тоа што срцето не си му го предал. Подарам на Исус, петиот опит, увид, ако срцето ти е право, дарувано на Исус, ништо не те спречува. Шестиот опул, увид, стапка, Филип си оди, ти донесуваш решение, пазете сега, внатре во срцето и остануваш ти и Исус. Тоа е таткото и блудниот син, татко погрешив пред тебе, пред небото. Тоа сознание, внатрешно, разбудување на духовниот човек, Исусе и само Исусе, седмиот исчекор, душата, срцето, умот, се да му предадеш, да се претопиш во љубовта. Да се претопиш. Тоа се седомте очи, тука се нијанси во прашање. И потоа ти примаш, што примаш? Седумкратниот Божји дух, испратен по целата земја, Откровение 5:6, 7 сили, 7 краци, остануваш и стануваш и ти сотрудник, ако сакаш да работиш, еден дух, едно тело со Господ Исус Христос, и Отецот и Исус вистински ти живеат, ти си во заедништво со нив, ти веќе не си себе собствен, автокефален, како што велат тие. Тие пребиваат во твоето срце и потоа ги примаш од 7 рогови пехари врчви на изобилието, кои ти недостасуваат да бидеш вистински христијанин, не само со умот. Тоа се власт над се. Другиот препев е сила. Богатство во се што работиш. Тој ќе те обскрби. Мудрост негова. Ми викаше еден старешина, ти имаш мудрост, јас сум бил зрела душа. Не, немам мудрост. Јас сум само сад во кој Таткото Небесен и Исус зборуваат. Мок врз се. Чест во Него, образ на Небесниот. Слава Негова да се прослави во тебе. И благослов за се што работиш. Откровение 5:12. Ете, тоа ти треба. Власт и сила во заедништво со Господ Исус Христос. Богатство во се во Него, Он создал се, мудрост Исусова, дух на мудроста, моги во Него над се што работиш, што доаѓа, чест во Негово заедништво, слава во Него да се прослави во тебе, благослови со се што работиш, служиш за Негова слава и ти си тогаш сотрудник чие име е запишано во книгата на животот и ти тогаш победуваш со крвта на јагнето, со словото на твоето сведоштво и не се плашиш за својот живот, дури до смртта. На кого смртта? На стариот, телесен, паднат, лажен, празен, делумен христијанин. Кобајагити, божемен христијанин, ти тогаш победуваш во себе. Го победуваш стариот човек, старата природа. Се победуваш себе си и му го поклонуваш срцето во дух и вистина на Исус. Исус доаѓа и прави сокровиште заедно со Отецот, живее и се прославува во тебе и те води, учи, менува, обскрбува, го пишува твоето име во книгата на животот, да не се радуваш дека демоните ти се покоруваат, дека твоето име е запишано во книгата на животот и ти си дел заедништво со седумкратниот Божји Исусов дух на вечноста, со 7 очи на љубовта, во секое срце Исус
Oj Isuse i samo Isuse, Те сакам, Господе Исусе Христе, и видов во десницата на оној кој седеше на престолот, Откровение 5.1, книга напишана и одвнатре и однадвор. Ете, тоа е Библијата, ова живо слово. Ти не можеш тоа одвнатре да го исчиташ, го читаш тоа само однадвор и си раскажуваш приказки каква е содржината. Запечатена со 7 печати и видов силен глас кој викаше: кој е достоен да ја толкува ова, да ја отвори оваа книга, да ги скрши печатите неизини? Никој не можеше. Ниту на небото, ниту на земјата, ниту под земјата да ја отвори книгата, ниту пак да ја гледа. Затоа ти се потребни овие патеката на Евнухот, патеката на Мојсей низ Црвеното море со израелците и патеката на блудниот син, да ги изгладиш односите, да разбереш со срцето и да кажеш: татко. Никој не можеше да отвори. Јас многу плачев и потоа не плачи. Јас многу плачев што никој не се најде достоен. Сакаш ли ти? Сакаш ли некој да ти објасни? Да ја отвори, да ја прочита таа книга, ниту да дзирне во неа. Филип доаѓа ги му објаснува, пратен во духот на Евнухот, а еден од старешините ми рече: не плачи, лавот кој е од јудиното колено, корен од Давидов, победи да ја отвори книгата и да ги скрши с незините 7 печати. И еве ги тие стихови: погледнав, сред престолот стоеше и 4 животни, пред старешините стоеше Исус, јагнето, како заклано со 7 рога на изобилието и 7 очи, кои се 7 духови Божји, пратени по целиот свет. Тој дојде и ја зеде книгата од оној кој седеше на престолот, и кога ја зеде книгата, 4 животни и 24 старешини падна пред јагнето. Так се замагува, слава ти, Господи Исусе Христе, држејки секој од нив харфа и златни чаши, полни со темјан кои се молитви на светиите. Тоа е темјанот. И пееја нова песна, велејки: достоен си да ја земеш книгата, да ги скршиш нејзините печати, зашто ти беше заклан. Исправи се камерче. Со својата крв не откупи за Бог Таткото од секое колено, јазик и племе, и не направи пред нашиот Бог цареви и свештеници, и ќе царуваме на земјата. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус, од земјата до небесата. Те љубам, Господе Исусе Христе, Твојата љубов да ги преплави сите. Амин. До Божјо царство небесно. Амин. И да умре ке живее, кој верува во Христа, на суден ден ке воскресне, кој верува во Исус, ја победи смртта. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Јас сум хлебот жив, што слезе по небо.